Ово утро ќе ја најавиме балетската представа Дон Кихот, која што ќе се одржи на 20 и 24 овој месец. Имено самата представа е во два чина, а ќе биде во кореографија на Виктор Јаременко од Украина. Имено напоменав дека ќе се одржи на 20 и 24 со почеток во 20 часот тукму овде во Националната опера и балет. Нешто повеќе за самата представа, односно интересни факти, ово утро ќе слушнеме од мојот денешен гостин Кира Павлов, кој е уметнички раководител во Националната опера и балет. Добро утро и добро дојдовте во нашата утренска емисија. Добро утро и благодарам што бевте гости, односно што сум јас гостин во вашата телевизија. Се разбира дека и нас ни е мило, со оглед на тоа дека верувам гледачите ќе имаат што да слушнат. Сакам да напоменаме за каква балетска представа станува збор, односно каква волшебна приказна ни носи. Дон Кихот е представа која што долги години оди на нашиот репертоар. Таа е комплетно обновена со сценографија, костимографија и па и дел од музиката, а и сценографијата во 2007 или 2008 година кога бев исто јас раководител на балетот. Кореографијата кажавте на Виктор Јаременко и во тој период исто тоа беше Едвард Абарцумјан, диригент кој што е ја диригираше таа представа, и тој ќе биде диригент и на утрешната представа и на 24-ти. Тоа е една шпанска приказка која што е навистина поатрактивна од класичниот репертоар, каде што и самата музика и самата менталитет на народот шпански е со еден друг карактер, каде што например дозволува играчите да имаат поефектни делови во нивните танцови. Дали тоа значи на некој начин дека балетската верзија повеќе се истакнува и се разликува од другите интерпретации? Во техничкиот дел, да. Во техничкиот дел и затоа е поатрактивна. Самата музика е поатрактивна и играчите имаат роли, односно имаат улоги со потехнички карактер, каде што добива од публиката поголем овации за настап. Напоменавте дека веќе и се поставила истата балетска представа на сцена. Какви беа реакциите на публиката? Дали имаше голем број на заинтересирани и какво чувство се будеше кај самата публика? Видете, самата представа, самата шпанска приказка е една како секојдневниот живот, се работи за обичен дечко, се работи за една обична девојка која што се заљубуваат. Значи е приказка која што доминирани се и првиот и вториот чин, каде што има разни роли во самата представа, каде што навистина карактерот на самата представа дозволува играчите да доминираат на сцената со своите интерпретации. Околу самата заинтересираност, од тука ќе ве прашаме дали се уште имаме билети на располагање и каде сите заинтересирани, ако имаме на располагање, може да се здобиат свистите. Моите информации се дека за утрешната представа има уште неколку, дали 50 или 60 на билети, а за 24-ти мислам дека има само уште 100 на билети, колку што имам информации. Сега не сум точно сигурен. Колку толку имаме на располагање. Да, во истиот период утре балетот настапува, поголемиот исто дел од балетот настапува и во Борис Трајковски, каде што има концерт Симон Трпчевски. Така да имаме и таму еден настап комплетно од нашите првенци, имаме солисти, ансамбл, повеќе од 27 луѓе, така да балетот во овој период е на две сцени. Настапува. При самиот крај сакам да напоменаме и што се друго ќе има токму овде во Националната опера и балет, односно може да напоменаме нешто и за идната година, новата година, што имаме на репертоар. Знаете, нас термините ни беа многу редуцирани од септември до декември, бидејќи све беше издадено за приватни проекти и за приватни цели од претходната дирекција и ние бевме редуцирани со простор, со термини за представи, но најдовме начини и решенија, барем од септември до декември, репертоарот е за 500 до 600% изголемен, од 4 на 26 представи. До крајов на годинава ние имаме можност да дадеме уште 6 представи, 2 Дон Кихот и имаме 4 Оревокршачки, кои што навистина публиката бара детски представи. Ние успеавме да обновиме и Доктор Овболи после 9 години, да вратиме Петар Пан после 4 години или 5, колку што имам информација. Многу представи ги обновуваме за да ги вратиме на сцената, за да ја негуваме онаа публика што е детска, за да утре научи да посакува и да гледа покласичен репертоар. И таа редуцираност ни налага на 26 и 27 да дадеме дупли представи. Од наутро
и навечер, но све е тоа продадено. За жал немаме повеќе термини, но во 2025 година ветуваме дека можностите ќе ни бидат во наши раце и ќе можеме репертуарот да го зголемиме. Во јануар сигурно ќе имаме Јорево Кршачки, Петар Пан и Докторов Болит за најмладата публика, така да тогаш ќе биде во наши раце и ќе можеме да играме со репертуарот. Верувам рано е да се зборува подетално, но се разбира ќе дојдеме повторно и ќе најавиме што има на репертуар и во текот на идната година. Да, секако ќе го има комплетно, ќе биде обновен железниот репертуар како Шехерезада, Валпургиска ног, Лебедово езеро, Жизела, Дон Кихот, Рајмонда, значи Заспаната убавица, Дама со камелија, сето тоа ќе биде на репертуарот на Македонската опера и балет. Ви благодарам многу што не пречекавте овде и што имавме можност да ја најавиме балетската представа Дон Кихот. Благодарам и ги поканувам сите љубители на балетската уметност на утрешната представа Дон Кихот. Благодарам уште еднаш. Се разбира дека и јас ги поканувам сите оние кои што не гледаат да нема во поголем број и да бидеме дел од оваа прекрасна балетска представа која што ни носи на некој начин една волшебна приказна насловена Дон Кихот.